Денес излеговме на терен во населба Варош, поточно на улица Гога Димитриовски, каде што требаше да се направат припреми за тампонирање на таа улица и потегот на 2-3 страни, каде што треба од истата улица треба да се тампонираат 2-3 краци од оваа улица. За време на почетокот на подготовките за тампонирање се наишло на некоја водоводна цевка, азбестна водоводна цевка, која што пукнала и почнало да има проблеми во реализација на овој проект. Затоа беше повикан и директорот на јавното претпријатие Водовод и канализација да се среди тој дел. Дојдовме на лице место да го видиме тоа. Во договор и со разговор со граѓаните од населба Варош од оваа улица ни беше кажено дека имало поставено канализациона мрежа од пред 40 години, диво поставена со несоодветни услови и длабочина на поставувањето на оваа канализациона мрежа, па затоа се договоривме дека пред да настане тампонирање, да се сменат азбестните цевки од водоводната мрежа на цел овој потек, исто така и канализационата мрежа да се постави нова канализациона мрежа на овој дел, па после тоа да се направи тампонирање. Мислам дека тоа во договор со директорот на јавното претпријатие Водовод и канализација имаме можност во наредниот период од неколку 2-3 недели да се направи тој дел, па потоа да следи тампонирање на овие улици. Овдека на Гога Димитриовски, пред да биде тампонирана улицата и реконструирана коловозната површина, ќе бидат променети околу 450 метри стара и дотраена азбестна мрежа со нова полиетиленска и ќе биде реконструиран на дел од канализационата мрежа. Исто така и во текот на оваа недела беа променети 100 метри стара водоводна мрежа на улица кај 4 јули, а во наредниот период очекуваме да бидат променети уште 400 метри канализациона мрежа. На улица Цане Кузмановски зад пиланата Чавле градиме нова водоводна и канализациона мрежа од околу 200 метри. Дополнително можам да кажам дека во најбрзо време ќе бидат преземени активности за донесување на дополнителни количини на вода за потребите на граѓаните на село Канатларци, а во тек се активности и за изведување на водоводна и канализациона мрежа во населба Тризла десно од резервоарите. И понатаму ќе соработуваме со општината и заедно со НЕЗЕ во насока на подобрување на животот на граѓаните ќе ги преземаме сите активности. Со добра намера, кога разбрав дека оваа улица Гога Димитриовски, дека не е тампонирана, дека сте барали уназад години, и со подписи, и со се. Сакавме во овој момент тоа да го направиме. Еве се јави проблем со водоводната мрежа, видовме дека имало проблем, била поставена на многу високо ниво, но не била на соодветното длабочина таму. И дотраена. И дотраена, уште подобро што таа е ова азбестна цевка. 80-тите години е сега треба да се стават такви полиетиленски што треба. Убаво што кажевте за ова. Ќе го регулираме и отпадната вода, канализационата мрежа. Така да може би ќе потреба овие, не знам колку, може би 2-3-4 недели, не знам колку. Нека потреби. Значи, ќе потреби. Не е тоа проблем. Градоначалниче, не е проблем да потреби. Ние ќе гледаме да не ве кочиме многу во активностите. Најбрзо што може ќе направиме. Не е проблем за чекањето. Сакаме да видите задоволни и да не биде дека само нешто правиме колку ради ред дека правиме. Туку вистински, трајно и сигурно да видиме. Така е. Лукви залепи да не биде. Да не биде. Ајде да видиме. Благодарноста изјавувам јавно на градоначалникот и директорот на Водовод и канализација, да стварно излегува, еве не е скриено, сите да видат, дека стварно се прави нешто, надогледно мислам дека би требало и ние да бидеме во истата врста на сите граѓани. Проблемите беа, канализацијата беше стара, дотраена, исто и водата беше исто така, водоводната мрежа дотраена, и улица почна да се прави. Имавме повеќе барања. Јас моментално да ви кажам, некни бев во друг смисол со градоначалникот за градобитнината долу, ама му кажав дека улицава се прави и ми вели, одма идиме
наредниот ден вели ќе дојде. Јас изненадив кога дојдоа машините да работат. 40 години при поројни дождови овде има поплави, ископи и доста куќи во нискиот дел се поплавени. Канализацијата, како што кажа комшијата, е стара, дотраена и сега благодарност до локалната самоуправа што вака излегоја да не овозможат да бидиме така во едни посовремени услови и да газиме по асфалт, едноставно речем.